Добро вечер. Граѓанска Македонија како се повеќе да го губи компасот. Останували без светилник. Дали македонското општество се повеќе станува киднапирано од политички секти кои му ја грабнуваат инфраструктурата и не дозволуваат да има своја автентична динамика. Таа супердоминација на партиските секти кои се повеќе стануваат корпоративни холдинзи кои внатре во себе собираат се, од псевдоелити, олигархија, невладини организации, притисок кон медиуми и обид, може би дури и на прво место, да се владее се што е суспектно или токсично. Во прв ред, може би да се држат во некоја неформална коалиција под земјето и полусветот. Модернизирањето на изборниот инженеринг одамна веќе не е како оној тип на услуги кој во еден момент пред 30 години ја доведоа познатата скопска дискотека Хард Рок до потполно разурнување. Да, беше јасно дека се најмени за одредени политички цели. Потоа се променија манирите и денеска тешко кој може да препознае како во тие големи политички фарми се успева да се негува се. Некаде таму на крајот неколку луѓе ќе ја пишуваат политичката програма. Но се за што се подготвуваат се големите технологии како, не воздржувајќи се во ниеден момент од било кое непримерено средство, да ангажираат се поради изборниот инженеринг, бидејќи изборното правило вели победникот зема се. Во меѓувреме тие не престануваат со вербалното насилство, говорот на омраза и мафијашките пресметки. Кога ќе ги пресретне убиство која ќе ја згрози државата, тие најчесто продолжуваат меѓу себе да покажуваат со прст кој е главниот актер. И замислете без нималку срам да водат полемика чии е повеќе. Вечерва малку повеќе за тоа што зад сцената како изгледа над преварот и зошто откако партиите почнаа да губат својата идеологија во овие 30 години, подобро од секој сегмент во општеството, успеа да се престројат и да успеат да одржуваат мрежи и канали за кои дури и првото обвинение на специјалното јавно обвинителство се нарекуваше изборен инженеринг или изборна криминализација на изборниот процес. Како во очи на новите избори изгледа ситуацијата и дали воопшто можеме да се надеваме дека во вакви околности може да се роди ситуација во која ќе препознаеме некаков државник со визија и додава можеби поважно некој што има елементарно чувство за национална солидарност. Колку да изгледа општа, филозофска или со многу фрази темата, мене ќе ми биде задоволство вечерва за неа да разговарам со моите гости Гордан Георгиев од Форумот за разумни политики и Нас проти СЕЛ-ва, што го кажа во воведот, би било можеби и логично да речам колку ви е погрешен насловот. Сосема сте управа дека е погрешен насловот. Живееме во време на неразум. Ама затоа одиме наспроти бреновите, бидејќи мора да остане некаја трошка светлина. И мојот втор гостин е Бесим Небију. Добро вечер. Добро вечер. Повеќе сакате да велиме граѓански активист, ама овдека мислам дека вечерва ве подпишуваме како аналитичар. Знам дека овој тип на теми кои стојат во заднината на ова што ние го гледаме како изведување се вас исто така сериозен интерес, па ќе бидете вечерва од корист за нашата дебата. Благодарам. Да видиме прва пауза за реклами, па тргнуваме. Да, почнуваме со дебатата. Господине Георгиев, поради свирепото убиство, поради еден од осомничените, поради интересот на јавноста, поради многу контексти, што тој представувал, зашто можеби бил користен, поради идејата дека можеби целата партија треба да биде дерегистрирана, ми се чини направивме некои недозволиви лепења на приказната, едноставно каква и улога да имате во овој политички антураж, што воопшто не значи дека некој може да ве одгледа и произведе во убиец.
Но кога зборуваме за супермоćните партии, за кои аз велам дека стануваат корпоративни холдинзи, кои имаат се под себе, делумно сте имале искуство од таа политичка операција, дури кога се оди на избори. Кога вие препознавате дека без тој тип на ангажман, на се што зборуваме, разузнавачки полусвет, подземје, опасни радикални структури, свесно формирање понекогаш на вакви мали партии поради тоа што тие ќе му наштетале на противникот. Целото тоа отворање на целата мрежа и стегнувањето на идејата дека капиларните гласови мора да бидат донесени во неколку турнуси на самиот ден, ние всушност апсолутно веќе не зборуваме за програми, идеологии, зборуваме за чисто компанија која безмалку како и Телеком ви пишува дека новиот пакет е прилично ефтин, само треба да се пријавите и да го земете. Сега ми влечете за јазик да треба да го фалам Бранко Црвенковски и ќе го направам тоа, затоа што јас бев во контекст кога прво бев цело време во опозиција, не сум помирисал власт, не сум бацнал во медот. Веројатно не сум бацнал во медот и не сум помирисал власт затоа што не сум скроен да бацнам во медот. И тоа си го носам година и семено. Зашто семено си произведувате мед, мислам, зашто би туѓиот никогаш не е подобар од вас. Навистина семено произведувам мед, но и семено не важиме за некој што бацеле во медот. И тоа ми е мене важно лично, нека остане така. Но велам да го пофалам Бранко Црвенковски, зошто го кажувам тоа? Затоа што моето искуство при тоа, да не забораваме дека јас бев таму пристојниот дечко нов подпредседател кој што ќе го чуваме за да мафтаме со него да биде финото лице на СДСМ и мислам дека беше финото лице. Гринфилд инвестиција доаѓа со две магистратури од надвор, да, добро. Да, јасно. И тоа беше убаво за покажување, заедно со Зорана Ивановска, Ана Павловска и таа. Тоа не е некоректно кокетирање. Збирливо дека сакате да промените перцепцијата за себе. Океј, ја прифативме ние таа не игра, прифативме таа задача на некој начин, за да се упристои на некој начин јавниот простор, да се упристои дебатата. При тоа не ги минимизирам другите што беа таму, бидејќи таму имаше навистина фини луѓе, што знам да речеме дека не бацаат во медот, бидејќи пак ќе се враќаме на корупцијата, или јас ќе инзистирам во овој дебат да се враќаме на корупцијата. Зашто велам да го пофалам? Затоа што неговото искуство пред се негативно од претходните години, млад премиер, председател, сите тие ножења и ножеви што ги имал или што ги ставал, не е важно сега, разговараме принципиелно, укажуваше на тоа дека не сакам по секоја цена да се бавам со битанги. И имало неколку ситуации, не може да ги кажам сега вака, каде што јас сум бил сведок, случајно сум бил сведок, каде што сме одбивале битанги. Кога велам кои се битанги? Во секоја партија, особено кога се намириса дека доаѓате на власт или дека имате шанси да дојдете на власт, или кога не играте за другата страна или другата страна не игра, доаѓаат разни ташнаевичи, како ги нарекуваме грубо, кои што нудат. И сега нудат добри работи. Значи, нудат гласови, нудат пари, нудат разни работи кои што би помогнале да дојдете на власт. И сега тука е дилемата на еден лидер или лидерство, дали ќе ги прифати, во која мека ќе ги прифати. Го кажувам споредбата зошто, бидејќи ние многу од нив не ги прифативме. Претпоставам дека некој на финиот година не му биле кажани, можеби, но знам дека на тоа ниво имаше еден етос, некаква етика која што беше базична, бидејќи се боеве против противник кој што викаше Никола Груевски, кој што не презаше од било каков тип на неетичко однесување. Ние тоа после го видовме со бомбите на Заев. Сега, што сакам да кажам, навлегувам во ова што депресивно сценарио што го исцртавте вие во вашиот вовед. Партиите се пропулзивни, подозни за такви работи. Особено ако сте таков, или ако сакате по секоја цена да дојдете на власт, за да владеете со да биде winner takes it all, да земете целата власт, бидејќи кај нас така се гледаат тие работи. Прашањето на градација е колку може да биде пропулзивни, со колку пактови со ѓаволот ќе склопите. Јас не велам дека има партии, и во Франција го гледаме, тој со Саркози, и во Германија, практично во цела Европа ги гледаме такви пактови, кај што во Америка се прават тие пактови. Прашањето е на пристојност, до каде можете да одите.
Кога правите премногу пактови во предизборие, предходно како опозиција или како власт, се разбира, и ние го знаеме тоа, таа фактура после се наплаќа многократно. Мислам дека СДСМ, на СДСМ на Заев, бидејќи се ова СДСМ прашање како ќе го дефинираме на Ковачевски, СДСМ влезе во многу такви пактови. И мислам дека тоа го кошта многу. Бидејќи што го кошта? Го кошта практично цела оваа симбиотска врска помеѓу судството и партијата да обстои, како што беше во време на ВМРО. Ке ВМРО беше веројатно по-нагласено, но еве со судскиот совет ние гледаме дека тоа беше брутално и беше одвратно. Баш ги кажувам намерно тие зборови како изгледаше тој упад во судскиот совет. И ние сега плаќаме таа цена, а дојдоа со знамето на правдата. Нема правда, нема мир. И ние се имаме проблем со тоа, бидејќи за тоа и сме и луди. Ние не ги негираме успесите на СДСМ во смисла слобода на медиуми, апсолутно не ги негираме, ги има тие успеси. Полесно дишеме, можеме да разговараме, можеме да зборуваме. Но ова тема која што беше најважната, се осеќаме прелажани како граѓани. И таа мисла дека ги кошта СДСМ и мисла дека и во СДСМ го разбираат тоа. Тие луѓе што го разбираат, се разбира, има пристојни луѓе таму. Јас ги познавам луѓето, има луѓе што знам дека не бацаат во медот. Но, и последна реченица тоа, кога ви имате еден контекст каде што е тоа дозволено или прифатливо во една партија или во една власт, во една коалициски однос од дуи, да кажеме, луѓето што се пристојни или одбираат да седат и да кажат да имаат алиби, ќе направам сега следно, ќе направам нешто подобро, ќе се смени работата, или влегуваат во по линија на помал отпор и нека заврши мандатот и тоа е тоа. Нема критична маса која што ќе застане тројца министри да застават, например, да кажат не може више ова. Тоа мене, например, ми смета, бидејќи јас мислам, се разбира се, лесно го кажам тоа од позиција која никој не сум бил на власт, дека јас тоа би го направил и не би можел да издржам да седам во таков тип на влада, кај што доста луѓе се или претходници на министрите се веќе на црна листа, and counting, бидејќи таа црна листа, фала Богу, се надевам, молам Бога да се проширува. Бесим 90-тите нема дилема дека имаше долги прсти на тајната полиција во плурализација на политичкиот простор кога првенствено зборуваме за албанскиот кампус. Се разбира, тој дух излегува од шишето од каде што била направена смесата и потоа веќе немате контрола над тоа како нештата се развиваат. Ми се чини дека сега не е насочен цел тој еден блок кој се уште чепка, создава, одржува чудни ликови, чудни намени, специјални задачи и можеби станува се повидливо и повознемирувачко за таа пристојна Македонија која едноставно решава само да се повлече после безброј обиди да одржува некаква автентична сцена, некаква автентична полемика која нема да ви е грабнат партиите, нема потреба да се плашите дека ова е важна тема и веќе утре дента ви ја земала ВМРО и ја менаџира по собствени и велиш поѓа волите, сакам да се тргнам од ова. Дали затоа што сега тоа станува општ модел, ние едноставно потешко можеме да го препознаеме? Оливера, сценариото од воведот се согласувам депресивно, меѓутоа вознемирувачки е колку е точно. Значи се работи за филм базиран на реалноста, не е фикција. И тоа ние го чувствуваме, го гледаме во секојдневието. 33 години транзиција. Ако ги гледаме тие 33 години транзиција како надпревар, како утакмица во која што Македонија требала да транзитира од една бивша југословенска социјалистичка република во едно општество и држава која што ќе продуцира релативно квалитетен живот за собствените граѓани. Пристојно место за живење. Не најдобра држава на свет, не најлоша држава на свет, нешто што е, да кажеме, некоја средина во регионални рамки и во рамките на другите држави кои излегоа од тој систем. Таа утакмица, ако гледаме како утакмица, во 32-та година мислам дека е завршена и за жал е завршена со пораз.
Завршена на начин во кој што ние сме губитници од таа транзиција и мислам дека кога зборуваме сега веќе за реформи, не можеме веќе да збориме за реформи, односно за транзиција. Нема ни една транзиција која што трае 32 години. Создадени се системи, ова што вие го опишавте е систем, кој што се разбира, ја не мислам дека е детерминистички, не мислам дека некој седнал 91-ва и ги влечел сите потези. Не е тоа скрипта по која сега некој се однесува, туку едноставно. Меѓутоа резултатот е тој без разлика како е создаден, во кој што имаме. Знаете, мислам каква дилема имам. Кога тоа би било простор во кој една пристојна демократија точно знае што е важно, едноставно не го дава. Ако некој од овие сака да го освои, би било тоа малку прилично повеќе конфликт. Ако се навраќаме на овие 30 години, моето вџашување е дека прилично мазно отиде таа пенетрација на буквалното крадење на цивилното општество, на било каква друга идеја и се ставање под капата на овие политички мастодонти, каде што сега во околности кога буџетот е каков што е, тоа е, изборите се супер тендер за 25 милиарди евра ексклузивно право за распределба. Тоа е нивната бројка. Да, се согласувам. Изборите се, нели, 4 изборни години, имате власт, отприлика 4 до 5 милиарди евра е. Последното е 5,5, значи ќе расте, велиме 25 милиарди. Економијата на Македонија е околу 14 милиарди, имате плюс дополнително влијание на преку вршење власт на одредени други парични текови, значи ја контролирате пола, да кажеме, од економијата на Македонија. Ова е најголемиот тендер. На тој начин корпоративистички настапуваат во моментов би рекол 3 политички партии, кои што навидум создаваат перцепција дека е тоа zero sum game, како што кажавте, меѓутоа изгледа не е zero sum game затоа што надпреварот навистина се одвива таборски, ние сме добрите дечки, вие сте лошите дечки, меѓутоа тој што ќе изгуби си изгледа не ги губи плодовите на тоа што победил претходно. Значи, не се одзема медот од претходниот мандат, иако постои перцепција или ветување дека тоа ќе се случи. Тоа упатува на некоја кохабитација, односно на некој договор кој што изгледа меѓу учесниците во таа игра, и таа игра како таква во принцип не е zero sum game, туку е координирана игра во која што е можне тешко да влезат нови учесници. Тоа го гледате од Конституцијата. Последната партија која што е влезена во власт е формирана 2002 после конфликтот ДУИ. Од кога е формирана ДУИ нема влезена друга партија на власт, а од македонскиот условно политички блок ниту една партија, освен СДСМ и ВМРО, ДПМН немаат поозбилно продрано во гласачките тела. Значи, тоа создава една, може да ја наречеме трипартитна демократија, изборна демократија, бидејќи ние сепак се уште гласаме на избори, се пребројуваат гласовите и мислам дека тука кој добива, тој го има, добива тендерот за 4 години и може да го троши релативно по свое наоѓање. Просторот за цивилното општество се разбира постои, меѓутоа е стеснет. Не е стеснет поради фактот дека цивилното општество е мало, туку поради тоа што во овој систем гласот на цивилното општество не допира. Односно има понекогаш, посебно кога се во опозиција, има потреба малку да се даде шмек. Дека опозицијата, нели, опозицијата секогаш се додворува. Се обидува да направи. Се обидува да направи. Ќе чуеме снимки како на струмичката во која безмалку вели како се вика, имам намера да ги искористам и да ги фрлам после тоа, и тоа е веројатно тоа е пластично, да. Ама знаете, кога сме слушале снимката, сме мислеле дека тоа е некаков погрешен ручек, можеби се некакви малиганија на крајот да препознаваме дека всушност доследноста во приказната е таргет на левицата. Мислам дека десницата ВМРО нема ни да се додворува на цивилното друштво, бидејќи не оди кон тие гласачи, меѓутоа да. Гордан, рековте дека поважно сакате нитка на разговорот да биде корупцијата, организираниот криминал, ама еве веднаш
пред да поставиме темата, да ви ја превртам. Ајде. Справувањето со организираниот криминал подразбира одговорна држава која има правен лек, има ослободени институции, има судство кое што обвинителство кое што постапува, судство кое што постапува и јасни траги како тоа можеме да го спречиме. Ова зашто зборувавме сега со господин Небију, мене ми е пострашно, затоа што ми се чини дека сега сме во мртва трка помеѓу тоа, дали од ова шанса за распределба од тендерот или правото за редистрибуција, всушност сега во овој момент станува поопасен социјалниот криминал, кој доведе до последица на страотно разорување на земјата во која веќе не можете да најдете заеднички именител во таа граѓанска Македонија што би требала за нешто да притиска и зборува, отколку што сам по себе организираниот криминал. Иако можеби тоа е извориштето за тоа како подоцна се излева оваа приказна со редистрибуцијата откако ќе стапнете во позицијата да го контролирате буџетот. Ние за ова трипартитно владење, СДСМ, ВМРО или за тајните канали на партиите, преќутниот премолчен консензус, кој што ние зборуваме долги години, практично од 98 кога се префалуваше власта од СДСМ во ВМРО, прв пат кога дојде ВМРО на власт. Таа ни е нас абсолвирана тема, ние го знаеме тоа. Ние знаеме што прават. И знаеме како комуницираат, знаеме како во оваа фаза сега пред избори едните во зачадени простори договараат тендери и така натаму кога ќе дојдеме на власт и вработувања, другите во истите или во други подруми заскриваат докази и бараат бекдор канали за да бидат амнестирани. Зборувам тие што се овие што ги мразиме, што не може ги поднесеме, корумпираниве, овие расипани јаболки во кошницата во која што сега веќе во партиите има прилично многу расипани јаболки. И тие ги корумпираат и ги расипуваат другите. Другава тема околу корупцијава е тема за оптимизам. Сега ние почнеме со песимизам, но ја мислам дека ние мораме да градиме оптимизам на таа тема. Зошто велам? Прв пат ни се случува последниве 2 години темата корупција и правосудство да бидат на врвот на анкетите кај граѓаните. Дека кој е проблемот? Корупција е проблем. Кој е проблемот? Судство е проблем. Практично во секоја кафеана во Скопје, во секој кафич, во секој разговор, моето искуство е такво со моите луѓе со кои што комуницирам, дозволувам да се тоа пристојни луѓе, е таа тема. И веќе се прави толку голем балон, јас ќе ви кажам, јас на црните листи кои излегуваат црните листи од американците, јас ликувам. Јас се радувам по дома. И молам Бога да има уште црни листи. Секој ден да ни вадат црни листи. Бидејќи ние немаме на кого да му веруваме тука. Веќе затворена приказата на која институција ние ќе веруваме овде. Ленча Ристовска, знаете каде работи? Во обвинителство, знаете каде е канцеларија? Во СЈО бившото, во подрум со калорифер се грее. Една од грациите, тоа е единствената грација, ако може да кажеме, вака се накарадно да кажеме. Значи, таквите луѓе, кои што сега седат со калорифер во подрумите, ние мора да ги извадиме на рамноденица. Мора да ги да дојат тука, да бидат со нас. Еве со мене, бидејќи јас сум таков. И немам веќе ни комплекс да го кажам тоа. Значи, нас не требаат келии во сите општествени капилари, како што викате вие, предпријатија, министерства, NGO, требаат келии од некорумпирани луѓе кои ќе се соберат и ќе бидат гласни. Каде да се соберат? Не знам каде да се соберат, по подруми. Видете ви кажам сега. Овие што ги опишувате во темните простории. Дали верувате дека сосема свесно знаат дека после поразот на идејата на шарената револуција, дека тешко може да добијат конкуренција од тој тип на граѓанска акција, дека ќе им се соберат и дека оваа тема која долго се качувала по скалилата и кога беше и сиромаштија и невработеност на првите места, тие всушност без да знаат индиректно зборуваат дека корупцијата на првото место, бидејќи тоа го прави општеството сиромашно и тоа остава многу луѓе надвор. Дали овие големи суперкели за кои зборуваме се потполно свесни, без оглед колку непријателски се гледаат едни со други и тоа е доистребување, всушност и едните и другите знаат дека во нивната така наречена чудна црква,
на овие секти. Да. Само не треба да влезе овој дух за кој што вие зборувате, односно не сме да добие свој плоштад. Мене ми е тоа многу јасно, Оливера. Мене ми е тоа многу јасно, но затоа велам помошта што ја добиваме. За како сега да сватиме проамерикански и така, но ние немаме на што да се фатиме. Дали, например, конкретен пример, дали Рамис Мерко ќе биде кандидат за градоначелник на следните избори во Струга? Што мислите? Ќе биде или нема да биде? Ја мислам нема да биде. Не, мислам дека нема да биде. И мислам дека е добро да не биде. Не дека нема да биде за нешто друго, нема да биде за црната листа. Така? И мислам дека окей да ги тагираме луѓето каде што некој на кој што сега мораме да му веруваме, бидејќи до сега не прелажале крупно, без разлика што имаат своји стратешки интереси за Македонија и така, кој што може не соодветствуваат со нашите, но на тема корупција сме на иста страница, зборувам со американците. И тоа ни е важно нас. За овие кели за кои што зборувам, ние мораме да ги градиме тие, во која смисла го кажам тоа. Не овие што велат, леле, се утепа од крадење СДСМ, или се утепа од крадење од ВМРО, бидејќи тие што го велат тоа, се таквите што се соблазнуваат на тоа, би сакале да бидат на нивно место. Него овие ние што го зборуваме дека ни се гади од нивното крадење и дека сакаме затвор да идат кој ќе ги фатиме дека краделе. И да најдеме начини како таа ленче или тие ленчиња по институции да ги издигнеме, макар и со помош од некакви странци. Се возбуди во овој момент мислам дека сме во дефанзива во таа тешка дефанзива сме. Значи, доколку речеме пред 5-6 години бевме во... Тоа е пристоен опис, во дефанзива сме. Ама имаме игра. Звучи ветувачки дека може да имаме игра. Јас се обидувам да ве прашам дали овие стратези во партиите кои што ги прават проценките, кои што ги гледаат анкетите, кои што овие од пишаното друштво, тивкото мнозинство кое веќе се збогувало со гласачка кутија, го опишуваат како трајна состојба која никогаш не би успела да собере доволно енергија, фин наратив дури во една реченица, како и тој да биде кажан, и да биде тој новиот агенси, како се вели, новата потрага по нова фаза за оваа земја. Очигледно овдека се упропастени приказните, идеите, наративите, па и тој ЕУ. Значи, партиските штабови ги следат сите овие. Веројатно ја следат и оваа емисија, следат анкети, ги следат делувањата на различни групи кои не им се под контрола, мерат, прават анкети, големите партии сега не дала. И имаат точен опис и приказ на сите овие работи што ги разговараме, таа наивни групи и луѓе. Дали им смета, дали им пречи? Мислам дека не, они се раководат од бројки. И во таа бројка е битно, нели, кога ќе дојде денот на избори, која страна ќе има повеќе гласачи, односно кој ќе добие, кој ќе надвладее. Во таа операција има два, фактички фактот дека ние нема да излеземе на избори користи на некој од страните, или доколку излеземе на избори им пречи. Така да ние како гласачи и гласачко тело секако сме во тие комбинаторики, без разлика дали сме граѓански ориентирани или сме, како се вика, гласачи ги гласаат против одредена партија, бидејќи такви има многу и дел од кампањите се прилагодени на тоа, нели, да потиснат излезност, да зголемат своја излезност, меѓутоа и да, како се вика, да ја намалат излезноста на оние луѓе кои што никогаш не би гласале за нас. И тука пораките се движат во таа насока. Меѓутоа, да не бидеме наивни, сите овие работи се следат и партиите имаат, ако за нешто се софистицирани, можеби не се софистицирани во владењето со државниот апарат, со министерствата, со институциите, можеби не име тоа фокус, меѓутоа се софистицирани во партиските операции и нив ги водат на некое ниво во кое што веројатно се и другите партии во Европа. Така да мислам дека треба да престанеме да мислиме дека ние ќе направиме голема работа од корупцијата, доколку тоа не се изрази во изборниот ден на резултатот на одредена партија, нема ништо да значи. Нема да има никакво влијание врз судството и така натаму. Тоа го гледаме и сега. Мислам дека корупцијата во Македонија последните 2 години, 3 години станува
тема број 1, не заради тоа што оваа гарнитура дојде на власт преку одредена, се согласувам со Гордан, метриката низ која што ја гледаме е правда и мир. Нема правда, нема мир. Оваа гарнитура не дојде со друго ветување, туку со тоа. И во таа метрика, во тој ракурс, во таа оптика они ни потврлуваат. Затоа корупцијата е дел од нашиот секојдневен муабет. Меѓутоа некоја друга власт кога ќе дојде со некоја друга друго ветување, тоа не значи дека веднаш ќе почнеме да решаваме корупцијата. Има земји кои што се корумпирани и кои што се нестабилни, кои што потврлуваат во функционирање многу подолго од Македонија и си нашле модус операнди. Не секоја земја мора да биде се ова. Не сакам да изгледам песимистички, меѓутоа има земји и во нашето обкружување кои што имаат подолг стаж, имаат стаж на корупција, стаж на политички криминал, стаж на невладење на правото и така натаму и така натаму. Земјите можат и така да функционираат. Се плашам дека Македонија оди во тоа сценарио во кое што ендемски се овие проблеми. Тие се гледаат како ненадминливи и се дел од секојдневната реалност. Посебно во една Македонија во која што сега живеат 1.500.000 гласачи, жители, а веројатно ќе отидеме и на 1.200.000, партиите всушност многу подобро го контролираат изборниот резултат, бидејќи тие што остануваат се дел од нивните бројки и проекции. Така да, сега не знам, ова малце тука изгледа песимистички, ако тоа не би беше намерата, меѓутоа мислам дека не треба да бидеме наивни истовремено. Дека може да се направи динамика околу ова тема. Еве само за споредба. Спомнувајќи ги елементите и контекстите околу првоосомничениот во двете убиства, и целата таа приказна околу неговата политичка платформа, конекции, кому служел, како служел, во еден момент застануват и велите ова е веќе надвор од сите елементи важни за истрагата, не е неважно за општествената дебата, бидејќи тоа фрла некаква рефлексија, можеби да пробаме да се прашаме. Меѓутоа, има ли смисла сега да отидеме до тие екстремни, опасни, специјални кругови, а при тоа да изумиме дека на највисоко ниво ние сме сведочеле на обид за креација на една предпоставена политичка атмосфера во која на една политичка формација не е било проблем да преговари да го донесе Никола Груевски во Македонија. Значи, ако на крајот завршиме поради вознемирувањето од ова убиство и се бавиме со некакви потполни маргиналци кои не се неопасни во политичкиот простор, но имаат задача секако од некакви други актери, можно ли е тогаш кон ова да се однесуваме само затоа што епизодата не завршила со успех како не доволно како знак дека до тој степен е дисторзијата во тоа што ви треба, што можете да правите, како можете да ја обликувате или водите политичката трка, да можете да одлучите, да речеме, да си позајмувате вакви ликови, да заглавите цело правосудство со сите последици кои што ги создава, само за некаков предпоставен изборен резултат. Да, тука доаѓаме до оно што го спомнате во воведот околу лидерството, или како рековте, лидери просветлени, не знам веќе кој беше зборот. Тоа е веќе станува глобален проблем. Сериозни политички научници, политиколози го поставуваат темата дека во тешки времиња потребно е лидерство. Како што не знам, Черчил и така натаму и така натаму. На микрониво Македонија е просто шокантно како е можно политичките елити да немаат време да се посветат на промислување на работите за денот потоа. Бидејќи имало ситуации, сега јас можам да сведочам, веројатно претходно имало и други, каде што со денови сме мислеле, сме размислували, сме правеле не стратегии, туку промислување како ќе биде, кога ќе биде. Не кога ќе биде тендерот, туку како ние со ова што го кажуваме денеска, ќе се појавиме утре пред нашите гласачи или пред нашите, или кој ќе победиме, да речеме. Вие да не разбирате дека таквиот пак со ѓаволот после ве кошта многократно, а при тоа имате илјадници камчиња на претходниот пат кои што покажале така, многу луѓе што влегле завршиле во затвор
или се на тоталните маргини на општеството, не Никола Груевски да кажеме, Зоран Заев ако сакате. Значи се тотално маргинализирани ликови кои што беа едно време алфа и омега во македонската политика. И да не го имате тие примери, кога ги спремате вашите политики за воиднина, зашто го кажам ова? Јас не видов во ВМРО ДПМН, која што е партија нели што води на анкетите, да кажат нешто за корупција. Имаат ли платформа некоја за корупција? Они зборат цело време за црната листа, која што се објавува, ги критикуваат, тоест ги критикуваат власта, тие не разбираат дека утре они се веќе на црната листа. Некои ги критикуваат, некои ги премолчуваат. Некои ги премолчуваат, веќе утре таа црна листа ќе зачука на вратата на Белата палата. Можеби пред избори дури. Како тоа не го разбират? Како нема елементарна пристојност? Тоа не е пристојност, тоа е инстинкт за преживување. Дека дајте да направиме, при тоа имаат низок старт, тоест ниски очекувања од наша страна, никакви очекувања немаме ние. Ние тројца овде немаме никакви очекувања од ние на влада во иднина. Малце покажете дека тоа е целта. Во ред, ама малце би ни покажале некаков исчекор, кој што ние ќе го идентификуваме како автентичен исчекор во борбата за корупција, повторно кажувам. Па ние многу ќе ги поддржуваме, јавно ќе ги поддржуваме. Но повторно велам, никој за тоа не зборува. Сите сме као, дај да помине Бранов, да победиме на избори, да изгубиме ние на избори, да се договориме да го чистиме дворот и да тераме понатаму. Мислам, јас мојот оптимизам го темел на тоа дека дојдено е како вика, ножаја до коска, како викате? Нож до коска. И мислам дека навистина е дојдено нож до коска, на крај ќе ми излезат селаниве со вили и со мотики, ќе ги избркаат од нивните канцеларии. При тоа не заговарам револуција, знаете дека сум конзервативен во таа смисла. Не мислам дека ни треба уште една револуција која што очигледно ги јаде децата. Сведено е цена трансакција, значи во таа смисла нема простор за лидерство, бидејќи никој не размислува за легаси, нели? Тоа е лидерот размислува за денот кога ќе напушти политиката, што ќе остави позади себе. Меѓутоа, доколку системот се гради исклучиво на трансакција, како што е, а трансакцијата не поаѓа од вредности, затоа што трансакцијата е однос. И кога општеството не продуцира партии, туку партиите продуцираат, односно се обидуваат да субституираат општество, што е сега случај цивилно општество, хуманитарни услуги, вработување, бизнис. Па, поголемиот дел од овие мали пајтон партии поради отежителните околности на како се вели, на регистрација, не е нималку за сомнеш дека ги произведуваат големите партии, дека тоа е цел еден диригиран систем, зошто треба во спектарот тој, па вклучително и левица која покажува некаков раст, погледнете полемиката помеѓу СДСМ и ВМРО. Тоа е чија повеќе е левица, значи тие едноставно не дава ни еден друг да е некако свој. А може би и не. И партии се формираат. Големите партии создаваат мали партии поради одредени конјунктурни ситуации, изборни математики. Тоа го имаме видено и во последните 20 години. Значи имаме политички партии кои што има улога само во еден изборен циклус, кај што добија одредени гласови, денеска ги нема. Веројатно тоа ќе мислам дека тие им користат нови системи. Свесни беа направени за да прават некаква, како се вели, асоциација со имиња и одземаат гласове, типот Рада Шекерова, носител на листа. Или да зачуваат одредени гласови, нели кога има ситуација кај што има незадоволни гласачи, се може да и направите фингиран конфликт, фингирана поделба, па да создадете партија, па да задржите одредени гласачи, бидејќи договорите се прават после избори, не пред избори. И најчесто гледаме дека ветувањата пред избори и договорите после избори не се секогаш во иста насока и никој не одговара за тоа. Тука почна и Гордан со почетокот на владењето на СДСМ. СДСМ на веднаш после избори направи коалиција 2016 година во која што делот до тогашната власт можеше да ја стави во влада. И ја напаѓаше, го напаѓаше режимот, меѓутоа министри од тој режим станаа министри во владата на СДСМ. Така да тие се тие трансакции и тие кога трансакцијата станува главен момент, тогаш не мора да барате вредности. Не можете да ги најдете, вие може да барате, меѓутоа нема да ги најдете. И тогаш све е работа на пазар. Мислам дека сме во таа ситуација. Ние сме подолго време во таа ситуација. Каде барам повторно трошки оптимизам? Јас работам имам проект со младите политичари од партиите, вклучително и од левица.
партиите што ги праќаат младите на нашите семинари, едукативни семинари, да кажеме, се прекрасни. И ние имаме многу добра соработка. Јас само се плашам дека тие млади што ги праќаат од партиите, кои ќе дојдат, кои ќе станат стари и возрастни, ќе бидат на маргините. Бидејќи други луѓе ќе дојдат кои што не одат по такви семинари, кои што не сакаат да се образуваат. Имаат вредност, имаат приказни, имаат сакаат да остават легаси, сакаат да направат нешто. На крај краишта млади се влегле во партија не нужно и не нужно сите влегуваат од клиенталистичко коруптивни побуди. Не зборам за мојот случај, знам многу луѓе, вклучително и во ова СДСМ и во ова ВМРО, кои што повеќето не влегуваат. Овде мораме да направиме пауза за реклами. Да, господине Георгиев, за парламентарните избори малку знаеме од тие темни одаи, меѓутоа за парламентарните, но што се однесува до председателските, можеби тоа е позицијата во која, да речеме, наивно очекуваме дека до председателски кандидати богами нема смисла да доаѓаме преку анкети, и дека можеби тоа е позицијата во која навистина очекувате дека портретот на тој што се номинира за таа позиција е државник со мудрост, искуство, со сосема истенчено чувство за некаква национална солидарност, за некаков прв човек кој што е содружник на ова помалку диво и загубено граѓанско општество, затоа што во овој другиот круг тие ги имаат сите привилегии да ги носат законите. Замислете колку изгледаше перспективно. Првиот совет за безбедност на сегашниот претседател беше за еколошките прашања. Еколозите продолжија да создаваат лобистички групи во парламентот за да поминат амандмани во буџетот. Успеа на локалните избори да влезат во некои од градските совети. И сега на следна фаза кога добро некако не забележивме, ве пуштивме до тука, ајде сега ние да се реорганизираме и вашата приказна нека живее сега на Фејсбук. Ме прашувате за председател како фигура. Се согласувам, таа треба да биде една морална постура, како што е наречеме во Германија председателот. При тоа не влече уставна сила, нема, нели? Дури по нашиот устав, нашиот председател е посилен од германскиот председател. И Стево, председател Пендаровски, требаше да биде тоа или до некаде беше. Јас не можам, знам колку е тешко, не знам колку е тешко, но претпоставам колку е тешко да бидеш во така тесно скроен капут, однапред тесно скроен капут, каде што ти ќе се обидеш да излегуваш од тој шинал, а при тоа баркаш втор мандат, нели? И мислам дека не беше доволно гласен, ако ме прашувате. И например, таа позиција е убава. Јас мислам дека таа позиција на председател кој што е една морална вертикална општество, кој што е гласен и кој што зборува, бидејќи нема зашто да не зборува, нема кој да му каже ништо. Но има и друга математика. Ако председателот себе се поставеше на линија дека, како се вели, ова е важно да го негува, што доаѓа како агенција од другите делови, не од оваа договорена трансакцијска политика, можеби сега за вториот мандат апсолутно немаше да има проблем да биде на како се вели, на таа граѓанска номинација, а другите да се пребројуваат меѓу себе, колку всушност тоа би било штета да му се излезе на таков председател сега. Тоа би било идеално сценарио, но мислам дека е рано за тоа, дека нема граѓанството нема таква сила, бидејќи се уште партиите ги држат големите, па особено овие коалиции, албанци, македонци, па сега се преброиме за да победиме ВМРО и така натаму. Мислам дека немаме таа сила во овој момент. Но без разлика, еден мандат истере човече до крај, истере го и биди храбар и после замени си витешки. Па после ќе се отвараат други перспективи во животот, вклучително и партиски перспективи. И јас мислам, очекувам, например, од следен председател, кој да е, особено ако победи Пендаровски, ако е Пендаровски сега, да го искористи тој втор мандат. Па е познато во историјата дека вториот мандат, кога е завршен, кога е последен мандат, го искористуваат за големи крупни работи, за да остават имено легаси. Што и кажа, нас ни се потребни такви камчиња на патот, за да може да се повикаме нешто. Пошто ги се сватиме назад, ние имаме пустини. Немаме на што да се повикаме, немаме на каква тревка да се фатиме.
Тоа е она што е поразително. Сега толку е долу работава, што оптимизмот го темелам од тоа дека ние во еден момент ќе мораме да се еманципираме. Ако тоа значи црни листи, нека значи црни листи. Ако значи апсење, нека значи апсење. Таа визија за која што за председателот, зборуваме... интересен, значи, според нашиот систем се согласувам, во нашата логиката на тој уставен систем е председателот да служи како инструмент на јавноста, на граѓаните, кој што ја контролира власта, бидејќи он нема, односно, функцијата како таква нема огромна власт, меѓутоа има власт да биде некој watchdog, да покренува теми, да се грижи за интересот на јавноста. Таа е некоја логика во која што председателот е некаква опозиција на власт. Меѓутоа, до сега ниту еден председател, мислам дека ова е петтиот, не е избран од опозицијска листа. Затоа што партиите секогаш внимаваат да не го изгубат тој избор. Тој е веројатно најмалку трансактивниот избор, бидејќи нема што да ветува председателот, нема вработувања, нема водоводи, нема како се вика, нема многу во можеби 10 вработувања, 15, 20. И затоа е многу битно и во одредени земји председатели се избираат баш од граѓанското општество. Сегашниот председател на Словачка, например, е граѓански активист, еколошки адвокат, кој меѓутоа таму е избрана надвор од било која листа. Меѓутоа таму нема цензус и партиите не се обидуваат баш сите избори да ги контролираат. Значи избрана од листа која што е граѓанска со некој турнаут од 27-30%. Кај нас дури држењето на цензусот е во функција на... Те повикува да мобилизираш партиски. Да, бидејќи ја мислам дека на председателски избори без цензус партиите нема да се напнат толку и дека ќе има помала излезност, што ќе отвори врата за кандидати кои што стварно му служат на јавниот интерес, кои што се заинтересирани, бидејќи не постои поголема чест од да бидеш председател на земја. Тоа би требало да биде твоја посебна политичка станица на извесен начин и така треба се третира таа позиција. Очигледно кај нас и тоа влегува дел во партиските дилови во разговорот што го имавме досега и на тој начин губиме можност да тој инструмент го користиме како фактор на демократизација и на модернизација на ова наше општество и држава. Имаме уште 3 минути. Дали всушност сета вознемиреност од овие, би рекла, мали кели, остатоци на граѓанската пристојност, цивилно општество, кои сега се излеваат по социјалните мрежи, има во тоа многу нервоза, има во тоа многу бес од неможноста да се придвижи покране. Кога тоа го исчитуваат овие големите во своите штабови, велат, од таму ништо не ни можат. Оти без малку, ќе ги оставиме малку да поводат некаква дебата, некаква акција и потоа ќе влетат нашите ботови, ќе ја деконструираат комплетно нивната расправа и всушност од целото тоа што ќе го конзумирате од социјалните медиуми, на крајот изгледа толку многу анархично, меѓутоа тоа е свесно произведено на крајот за да има еден ефект на потполно убивање дека не може да се создадат такви острови на некаква меѓусебна солидарност, мислење или граѓански притисок за било која тема? Не е така. Одбивам да прифатам дека е така, притоа знаејќи во многу аспекти дека се обидуваат тоа го направат. Не е така затоа што мислам дека ќе почнат, како да го кажам тоа, не им е се едно. Значи, само гледате ги црните листи кои се луѓето и кој беше на фонот на тоа. Гледаш што случува судскиот совет, гледаш што случува Врховен суд. Како полека се плетат некакви пајажини, условно кажано. Не мислам дека не се плашат, да не заборавиме. Европска унија има перверзан однос со нас, не ја чепнавме бидејќи никој не збори за Европска унија, нели? Не влегуваме така. Европска унија нема да не внесе нас и нема да влезе во Европска унија па 100 пати да менуваме устав. Бидејќи не сака да влезе корумпирана територија, некаква символична газа од која што не може да искочи. Не сака да не внесат. А сме важни да има мир кај нас. Кај американците исто така цело време го повторуваат. За нас корупцијата на Балканот е безбедносно прашање. У свет во кој што дивеат војни, у кој што не знаеме кај сме, не е шала да бидеш безбедносно прашање.
И они заради нивните интереси се надевам дека ќе направат нешто тоа безбедносно прашање да го решат на задоволство на сите нас. И затоа мислам дека ќе се бориме на крај крајшто. Тука сме. Ние нема да одиме од никаде, сме одлучили да останеме овде и ќе повикуваме други да се борат. Повторно кажувам, тројца во едно министерство да бидат гласни доволно е на 97 тивки или конформисти. Еден во една партија кој што има уште еден со кој се согласуваат или млади во некоја партија кој што не може да поднесат некоја корупција или непотизам на очиглед на сите, нека се побунат. Па и нека изгорат ако треба. Ќе има за нив место под сонцето во некаква иднина. Зборам сега за перспективата на младите во оваа држава, која што е најболна и најтешка. Мислам за таа тема збориме. Кај ќе живеат младите, ние више, мање више. На крај сте. Имате мислам дека прво не е корисно да бидеме песимисти, бидејќи каква корист имаме од песимизмот. Секако дека постои простор за граѓанско делување, мислам дека на нив им користи фактот, може да кажат, еве има дебата, има притисок, некој пат притисокот се пренесува во јавноста, произведува промени во одредена одлука и политики. Тоа го гледаме посебно не само социјалните мрежи, туку и од граѓанскиот, организираниот дел од граѓанскиот сектор. Значи мора тоа да го кажеме повеќе, посебно во овие последни 4-5 години на оваа влада. Значи постои простор, меѓутоа трендот не е позитивен. Тоа мора да го кажеме. Прашањата кои што ние ги покренуваме стануваат се по секонд хенд како се приближуваат изборите. Мора да седнеме и да разговараме меѓу себе, да се поврзуваме подобро во одредени иницијативи. Мислам дека во граѓанскиот сектор понекогаш фали хоризонталност, а таа е логиката на граѓанскиот сектор, да работиш во екипа, да работиш во тим. И мислам треба да ги користиме европските интеграции како единствениот леверидж кој што постои во овој момент во ситуација која партиите се понашаат како што се понашаат. Благодарам. Благодарам на двајцата што бевте мои гости вечерва. Ова е се од нас на Вин-Вин. Останете вие на Телма телевизија во 21:30 ве чека колегата Павле Беловски. Пријатно.